Благодарам председателя. Најпрво ќе кажам дека ми е многу драго што денес за перспективите на Македонија во Европската Унија може да разговарам со и пред колегите кои што добро ги познавам. Колегата Бујар Османи, кој што го познавам како колега министр за здравство од 2008 до 2011 година. Добар министер и мислам дека еден од подобрите кадри на ДУИ што може да одговори на ова прашање за евроинтеграција. И второ, колегата Самуил Жбогар, тогаш министер, сега амбасадор, министер за надворешни работи на пријателска Словенија од 2008 до 2012 година. Тие добро знаат Република Македонија кога и колку била подготвена да ги започне преговорите за членство со Европската Унија. И за да ги поедноставиме работите, ќе бидам краток. Незапочнувањето на преговорите на Република Македонија со Европската Унија нема врска со нашата администрација, со нашето здравство, со нашето правосудство, со нашата демократија или со нашите медиуми. Македонија до ден денес нема започнато преговори со Европската Унија само заради тоа што се вика Република Македонија и само заради тоа што Грција става блокада на секоја препорака од Европската комисија за почеток на преговорите за Македонија за членство во Европската Унија. И се друго што ќе збориме е само дополнителен фолклор кој што може да биде важен и има битно значење за секоја држава, но фактите се овие. Република Македонија од 2009 година до денес е подобро подготвена за почеток на преговорите за членство со Европската Унија, отколку што Литванија била подготвена за преговори со членство кога ги почнала преговорите со ЕУ. Република Македонија денес е подобро подготвена за почеток на преговорите со ЕУ, отколку што Полска, Унгарија, Словачка, Бугарија, Романија или Естонија биле подготвени за почеток на преговорите кога ги започнале преговорите со ЕУ. Но тие имале соседи кои што имале визија. Германија има долгогодишни спорови со Полска, но изјавите на германскиот сега покоен и би рекол со историска величина премиер Хелмут Кол кон Полска и кон Чешка, без разлика на споровите историски, имотни, со малцински прашања и со многу војни меѓу себе, беа дека Полска и Чешката република треба што поскоро да станат членки на Европската Унија и дека Германија во тоа ќе ги помогне. Изјавите од официјална Атина и пред 15, и пред 20, и пред 5 години, и пред 5 дена, кога владата на СДСМ допатува во Брисел, беа дека тие имаат проблем со нашето уставно име и дека тој проблем ќе го искористат за отпочнување или неотпочнување на преговорите за членство. Ние тука може да држиме предавања за национализам на една или на друга партија, но јас ќе ви кажам дека фактите се следни. Република Македонија се соочува со блокадата од Грција и кога првенци на оваа држава беа Киро Глигоров и Никола Клјусев, и Бранко Црвенковски, и Љупчо Георгиевски, и Владо Бучковски, и Никола Груевски, и Хари Костов, и сите останати премиери или председатели на државата. Да не го заборавам и покојниот председател Борис Трајковски. Затоа што не можете овие политичари да ги изедначите по однос на нивното ниво на национализам или на било какви можни провокации кои што се користеле како изговори. Но можете да забележите една константа. Сите се труделе Македонија да ги започне преговорите за членство со ЕУ, но истовремено сите наишле на блокадата од официјална Атина, која што важи и ден денес. Затоа, Република Македонија нема проблем со демократијата. Република Македонија нема проблем со медиумите, со здравството на господинот Бујар Османи, со образованието на сегашниот министр за образование или со било кој друг сектор. Република Македонија, по однос на почетокот на преговорите со ЕУ, има проблем од официјална Атина. И кога збориме за заробена држава, јас би кажал поинаку. Ние имаме заробена европска перспектива од 27 годишна блокада од една држава членка на ЕУ. Господинот Самуил Жбогар беше министр за надворешни работи 2008-2012 година на Словенија. Имавме, мислам, едно председавање од Словенија за време на неговиот мандат како министер. Ниту еднаш
ниту еднаш во Словенија не ни била упатена забелешка за било какви теми: автократија, диктатура, демократија, медиуми, право, правосудство, реформи, образование, здравство или земјоделие. Секогаш на овие теми ни се укажувало дека мора да бидеме подобри и секоја година да имаме подобри перформанси. Но никогаш овие теми не биле темите заради кои што Македонија не ги отпочнала преговорите за членство со ЕУ. Република Словенија за време на своето претседавање многу се трудеше, и јас сум благодарен тука и на колегата Жбогар, Македонија да ги отпочне преговорите за членство. И не само Република Словенија, Велика Британија, Германија, Словачка, Австрија, Италија, многу земји од соседството и пошироко, Шведска да не ја испуштам, се труделе Република Македонија да ја добие онаа заслужена почетна точка на преговори за членство со Европската Унија, но истите наоѓале на истиот одговор. Блокада од Атина. И вчера, завчера на средбите со комесарот Хан, тој беше доблесен да каже дека Европската комисија во следниот период не планира повторно да се срами и да влегува во незгодни ситуации и да дава препораки за почнување на преговорите на Македонија со ЕУ, а потоа истата препорака да не добие консензус и да биде отфрлена од Советот на Европската Унија заради ветото од Атина. Затоа, почитувани колеги, пријатели, пратеници, амбасадори, јас ќе ви кажам дека Република Македонија е подготвена за почеток со преговорите од 2009 година до денес и подготвена е и денес да ги отпочне преговорите за членство. Се друго што ќе збориме или сите други изговори, не викам дека не се битни, но може да служат само како добар политички или дипломатски изговор зошто Македонија се уште не отпочнала са преговори со членство со Европската Унија. Ние знаеме дека не сме идеална држава, но сметаме дека сме добар кандидат кој што заслужил, исто како и многу други, да преговараме на колегата Самуил Жбогар во вид на прашање. Дали Република Македонија беше заробена држава 2008 година? И зошто Европската Унија не ги отпочна преговорите за членство доколку не беше? Дали Република Македонија беше заробена држава и демократија 2009 година и зошто Европската комисија не ги започна преговорите со нашата земја доколку не бевме? Дали Република Македонија 2010 година беше заробена држава и ако не беше, зошто Европската Унија не ги започна преговорите со нас за членство? Дали 2011 година Република Македонија беше заробена држава и бидејќи не беше, зошто Брисел не ги започна преговорите со Скопје? И да не ги редам сите години наназад, бидејќи ние сите добро знаеме зошто не се започнати преговорите за членство помеѓу Република Македонија и ЕУ. И зошто дел од одговорноста за некои состојби во нашата држава, што се случуваа пред 2 години, пред 5 години, пред 8 години, пред 15 години, припаѓаат делумно како одговорност и на Европската Унија. Затоа, изговорот за робена држава, заменете го со јасната дефиниција на заробена европска перспектива заради блокадата од една држава членка на ЕУ. Благодарам.